притомец на воздухопловниот винг на Националната гарда на Вермонт се обучува на хелиодромот во Бурлингтон. И тој сака да биде дел од 100 припадници за кои летањето е и обврска и предизвик. Оваа единица поседува 10 хеликоптери. Дел се конфигурирани за медицинска евакуација, дел за опрема за мисии. Воздухопловниот винг на Вермонт поседува и 4 хеликоптери од типот Лакота. Два од нив се со дополнителна софистицирана опрема. Јас се наоѓам токму во еден од нив. Во ова летало има подвижна мапа, дополнителни светла за ноќно летање, како и 3 камери, 2 за денско и 1 за ноќно летање. Првиот човек на воздухопловниот винг на Националната гарда на Вермонт, полковникот Џо Џонстон, вели дека е привилегија да се биде пилот. Управувал со двата типа летала. Учествувал во мисии и на државно и на федерално ниво. Кој е најмоќното летало на воздухопловниот винг на оваа гарда? From a size standpoint, the HH-60 Mike Blackhawk is the largest helicopter we have. Its maximum gross weight is 22,500 pounds, compared to the UH-72 Lakota, which is maximum gross weight is 7,903 pounds. So the Blackhawk's a larger platform. They both have different mission sets, which are used in a different manner. Both very capable aircraft, though. Какво е чувството да се управува ваква моќна машина? Being a pilot, it's a great privilege. I really like what I do. I've flown both the Blackhawk and the Lakota. They both have their advantages. It's a great career. I wish everyone could do it, but it's a lot of fun. Кога се вклучувате во акција на државно, а кога на федерално ниво? So on a state level, we've supported whatever state emergency has come up. We've supported efforts during Hurricane Irene, where we were bringing in supplies and taking images with our aircraft of the damaged area on a rotation on a support of our federal mission. We have our HH-60 Mike Blackhawks are on a federal mission right now overseas, performing that medevac role of medical evacuation on the battlefield. Doing great work. Ги напуштаме хелиодромот и пистата во Бурлингтон. Се движиме низ Колчестер, неколку километри од последното населено место, високо во планините на Вермонт, место за обуки. Бучно е, се слушаат истрели од автоматски пушки. Метите се поставени, војниците се на позиции. Немаат страв, ни од студот, ни од снегот. Мора да се вежба. Следува проверка на прецизноста и така одново, се до најдобар резултат. – 2010 година.
Покана од Националната гарда на Вермонт за распоредување 2 армиски вода и штабни офицери како дел од наменските сили Феникс во рамки на мисијата ИСАФ во Авганистан. Овој чин се смета за кулминација на заедничката соработка меѓу Националната гарда на Вермонт и македонската армија. По мисијата, војниците беа одликувани со медали за исклучителни и армиски достигнувања. Стотина метри погоре се слуша уште посилен звук од минофрлачи. Вежбите се изведуваат со вистинска муниција, ја има во големи количества. Мора да се гаѓаат целите и прецизноста да се доведе до совршенство. За тоа мора да се слушаат и почитуваат дадените координати. 3, 2, 3, 5! 3, 2, 3, 5! Charge 4! Charge 4! Elevation! Elevation! 1, 1, 3, 6! 1, 1, 3, 6! When ready! When ready! Понив и стрел. Војниците продолжуваат со вежби. Ние се враќаме во базата на Националната гарда на Вермонт. Тука се среќавам со уште еден нејзин припадник кој сведочи за успешна соработка со македонската армија. Тоа е наредникот Џон Дигби. Прв пат во нашата земја бил 2006 година. Тренирал со специјалните единици на војната полиција и ги пренел американските борбени тактики, техники и процедури. Каква беше соработката со војниците од македонската армија? My first interaction with the Macedonian Army started in 2006. I was part of the Operation Rising Phalanx as the non-commissioned officer in charge, and I traveled to Macedonia to train with the Special Operations Military Police, and we familiarized in U.S. combat tactics, techniques, and procedures. Following that, really set the stage for our second interaction, which was in 2009. Што ги карактеризира членовите на Националната гарда на Вермонт, што војниците од македонската армија? I would characterize them equally. Very professional, your soldiers came to us they definitely carried their lineage and honor when they came. They learned our language, they learned our tactics, they learned our procedures. They operated with us as equals in the theater, and we were happy to have them on the ground. Дали би учествувале повторно во заедничка мисија? Absolutely. I would like to, at a moment's notice, I would return to any theater with my Macedonian brothers or sisters. Наредникот Горанчо Стојанов од баталјонот за специјални намени волци бил дел од мисијата Феникс во Авганистан во 2010 година, која нашите соговорници од Вермонт ја посочуваат како круна на 25 годишната соработка меѓу Националната гарда и македонската армија. Бил задолжен за безбедноста на американски полковници. Вели, искуството стекнато од партнерството е непроценливо, а одговорноста да се биде дел од мисија огромна. 25 години соработка меѓу нашата армија и Националната гарда на Вермонт. Вие сте биле активен учесник и во обуки и во мисии. На почетокот една генерална оценка за тоа 2,5 децениско партнерство. Помислам дека имаме доста бенефити од партнерството во македонската армија со Националната гарда на Вермонт. Имаме размена на искуства од наша страна и од нивна страна. Доста позитивно. Мислам дека имаме добра соработка. На што најмногу се фокусира обуките во размената на војниците? Зборуваме ви кога вие сте моделе во Вермонт и кога американските војници доаѓале овде. Така. Најголем фокус се дава на планинското војување, односно воен алпинизам, како летна алпинистика, зимска алпинистика, преживување во високи планински услови, посебно во зимскиот период, кога што е многу тешко, многу напорно и бара доста физичка и
и психичка подготвеност. Вие сте биле дел од мисијата Феникс во Афганистан 2010 година, што се доживува таму, а верувам и тука, како круна на долгогодишната соработка меѓу гардата на Вермонт и македонската армија. Може ли да ни кажете дел од тоа искуство што го доживеавте таму? Искуството е големо. Прв пат се сретнавме со такво искуство, да бидеме лично мојот тим што беше во Огран, да бидеме лично обезбедување на полковник што е од американската армија, да неговиот живот зависи од нашата подготвеност, нашата спремност и професионализм. Ден Пайпс е еден од припадниците на Националната гарда на Вермонт, кој веројатно е рекордер во посетите на нашата земја. Бил 28 пати. Сите, кај сега извршниот директор на воениот оддел на Националната гарда на Вермонт, будат позитивни чувства. За македонските војници види дека се способни, вредни професионалци кои грижливо пристапуваат и во обуките и во мисиите. My trips to Macedonia began in 1998 when I was a first lieutenant and continued through 2015 when I was a full colonel. My impressions of the Macedonian soldiers were uniformly positive. They are professional, they're competent, they care about their mission and each other, and they are very hard-working soldiers. We'd go over with a training goal in mind. And they're very different missions, again starting as a first lieutenant, but then as I progressed in rank, the missions changed. Working on soldier skills and then higher up into different organizational missions. We trained your MP battalion, we worked with them in 2005 at Krevelac for about a month. So the interesting thing about the partnership is as you progress in rank, your missions change, but even more to the point, every time I took soldiers over to train with the Macedonians, we would have something in mind, but we took away so much more because of what we learned from them. It's not a one-way exchange. It's a partnership, and the friendships that are developed are remarkable. So it's not just the professional, but the personal relationships. Не би се колебал да се вратам и да работам во Скопје, Охрид, Битола или Тетово, но подобро е да им дозволиме на помладите војници и пилоти да дојдат и да почнат да ги развиваат нивните кариери овде, заклучува Пайпс. I would be delighted to go back for the 25th anniversary of our cooperation. But I think it is really I've had so many wonderful trips and wonderful memories. It's time for the younger soldiers to enjoy that, experience it, and learn and grow. The professionalism has increased dramatically from the first visit, when it was a decidedly Russian construct in your military, to today. And it's not just the people, but the organization has. Of course, it's gotten a little. Your army's gotten a little smaller, but it's gotten as it's reduced a little in size, it has increased in professionalism dramatically. So I've really enjoyed. I mean, the history of Macedonia is fascinating to me. Мисиите остануваат во меморијата на војниците, но во кругот на Националната гарда на Вермонт грижливо се чуваат и експонати кои ја раскажуваат историјата и останале како воено наследство на државата. Херман Браун е кустос во музејот. Тој е енциклопедија во движење. Ги поставил сите предмети по хронолошки редослед и така почнува турата. Прво што може да се види е поврзано со учество на вермонската полиција во Американската револуција, далечната 1775 година. Here on my right are early flight suits, firefighting uniforms, and things pertaining to Air National Guard. Pictorial story of
the early days of the Vermont Air Guard from, say, 1946 on through the 1950s. Few items. We've had a number of military aircraft crashes in this state, and so some of the fragments that you see in cases over here are from various aircraft crashes that we've lost airplanes and crews over our period of time. The Vulcan cannon is one of our major pieces in our collection. The Vulcan was researched and developed right here in Burlington, Vermont by the General Electric Company, which has now been bought out by General Dynamics. The next item on display is one of, actually a rarity. This is a training model of the Genie rocket, which was the only air-to-air missile, nuclear warhead missile that the United States developed during the Cold War. We had the capability of launching those in our Air Guard units here during that period of time. They were designed to take down large flights of Russian bombers. In the state, we had a couple of Atlas missile silos, and this is a model that he's looking at now, a missile silo that was located up to our north. И тоа не е се. Се работи на други делови од изложбата кои се уште не се комплетирани. Дел од мисијата на музејот е и истражување на воената историја. Не се издаваат книги од библиотеката. Тој што сака да се едуцира, може да дојде и да прочита тоа што го интересира за Националната гарда на Вермонт. Chronologically, we go from World War II on to the Korean War, artifacts pertaining to that area in this exhibit. Then the next display is a display of items during the Vietnam conflict. American uniforms are combat meal items. I was a Marine Corps helicopter pilot and ate many of those meals while I was on 2 different tours of duty in Vietnam. You also have here the mini gun, which was the miniature version of the Vulcan that you saw earlier, and this was mounted on helicopters. This side of the exhibit is North Vietnamese, Viet Cong, and North Vietnamese regulars, their type of weapons, and some of their the way they were uniformed and outfitted. The items that you see, these 2 items here, and the wagon. These are World War I items, and this is how our American troops were fed on the front lines by these type of rolling kitchens. Yeah. We are very lucky to have one of these because we think it's the only one still in existence in the United States. We have many living historians, the reenacting organizations that come here, take measurements and photographs and try to copy and
and make their own. It is a wall of our heroes of the greatest generation, which is World War II. It's a collection of histories on individuals and certain participants in World War II. Во Музеот на Националната гарда на Вермонт има приказни од Американската војна за независност до онаа во Ирак. Тоа што го поседува, главно е добиено од државата и од војската. Музеот на Националната гарда на Вермонт се финансира од донации. Се почна пред 25 години. За 2,5 децении, со над 1000 обуки, стана партнерство со многу доверба, што се круниса со заедничко учество во мировни мисии. Националната гарда на Вермонт и македонската армија, 4 век, пишуваат историја.